Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. 23 август. Случајно или не? 23 август 12:00. Сите со македонскиот кутлеж пред овие окочани. Зошто? Затоа што македонецот повеќе не може да ги трпи неправдите кои што попатно се прават против сите нас. 23 август, сите пред овие окочани, каде што ќе испратиме силна порака и предупредување, доколку не ни излезат во пресред. Следниот протест ќе биде со блокирање на главните влезови на Кочани. Зошто? Затоа што македонецот повеќе не може да ја трпи ова тортура, која што и за време на турците ја немал, а македонците кренале против тортурата која што била правена за време на отоманите и онаму каде што се наплаќал данокот во крв, каде што била банката во Крушево. Ова тортура која што се прави од ова секта е невидена за ниту една држава во светот, освен што денес не надминува Палестина, каде што во Газа се прави етничко чистење на сите докази и факти и аргументи кои што ги има македонецот во Палестина. Немој да мислите, македонци, дека кога во Газа се прави етничко чистење поради македонската вистина, дека утре и Македонија нема да биде иста како Палестина и дека и овде нема да се прави етничко чистење за доказите кои што ги има Македонија поврзани со Филип и Александар. Затоа кренуваме од 23 август со предупредувачки протест да ни се каже, да ни се објасни каде се кронисаните докази за мојот град и нашиот град Кочани, затоа што тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на Македонија. Овој протест нема никаква поврзаност со маршот на ангелите. Овој протест започна пред да се случи Пулс во Кочани. Овој протест започна пред да се случи Пулс. Овој протест започна од Увара до Вочани, а на 23 август ќе имаме предупредувачки протест пред Основно јавно обвинителство и Основен суд Кочани во 12:00 часот и каде што ќе бараме да ни објаснат каде се украдените докази за Кочани, затоа што неофицијално имаме сознанија дека не биле во депото на Увара до Вочани. Овој предупредувачки протест на 23 август, и ако не ги исполнат нашите барања, започнуваме со протести и блокирање на улици и влезови на градот Кочани. Затоа што друг начин немаме. Затоа што оно што се прави против Македонија и против нас, и ако чекаме утре Македонија да биде Палестина и Газа, ќе ни биде касно на сите нас. Дали овие крунисани докази
под капата на албанската популација и дојавувачите кои што ви се познати на вас одработија за албанската популација. Тоа треба да ни го објасни Олјо и Увара Довлочени. Ова е потврдата и доказ за привремено одземени предмети. Ова е само потврда каде што се одземени овие многу битни докази за Македонија и за Кочани. А ова е доказ кој што денес неофицијално го нема во депото на Увара Довлочени. Не е заведен ниту со архивско бројче. 22 март 2024 година после самонаречаниот протест познат од дојавувачите, познат на сите вас кои се тие, од оние кои што направиле своја врска собствена, од личен интерес за уништување на Владо Павлов и целта да се одземат овие хронисани докази. Во претресот никаде не стои ваков доказ и дека претресот ги се прави за нешто што ние го чувавме од 2005 година, кога Паско Кузман лично на моја посета ги остави на милост и немилост. На 22 март од мојот дом привремено се одземени следните предмети: камена плоча со исклесан непознат ракопис како орнамент, камена плоча парче со исклесани непознати орнаменти, камена плоча кафеева процивна боја со исклесана непозната наводно содржина, камена плоча со човечки фигури и други орнаменти во боја. Во потврдата за привремено одземени предмети и нагласена е забелешката дека се одземаат од Владо Павлов како одговорно лице на Агапи 20 Дојел Кочани. Потврдата за одземените предмети број 23 28 61/108 од 22 март во истиот ден од домот на Владо Павлов се одземени и други предмети за проверка за кој МВР се произнесе. Изврши проверка, но за погоре наведените предмети воопшто немаме податок зошто се одземени, а не се предмет во ниту една постапка. Дел од предметите представуваат оставина од моите предци, а дел беа вградени во куќата во кој живее во внатрешните зидови. Така да сметаме дека нема смисла да се задолжуваат. Предлагаме на МВР или на Увара Довлочени, тоест Кочани, да го повика барателот и да му ги врати погоре опишаните предмети. И мојата цел, се додека не се направи музеј во Кочани, да бидат чувани како што ги чувавме. Одговорни лица ќе кажат дека јавниот обвинител и главниот на претрес, инспекторот Кристина, која што, случајно или не, е поврзана и со дискотеката Пулс,
дека имаат одговорност и покрај тоа што истите тие не се предмет на нито една постапка доколку јавниот обвинител ги побара. Точно е, но јас ве подсетувам, господа, дека овие докази се чуваат и дека никаде не се ставени на продажба. Никаде нема докази дека овие клучни докази за Кочани и Македонија се ставени за продажба. Доколку биде ставени за продажба и доколку имате сомнежи дека ги се продадат, вие имате право да ги одземете. Но тие беа оставени тука да се чуваат. За тој доказ го имаме ние, каде што јавно сите вие знаете дека ниту 30 луѓе кои што бевте во претестот од Увара до Влочани не можевте да ги симнете од олтарот на кој што Владо Павлов и тимот го направија за ова плоча која требаше да се чува се додека немаме музеј во Кочани. Сите вие сте сведоци дека беше со пурпена ставено за да Владо Павлов кога не е дома да не може никој да го отнеме, да го земи, да го украде. За кој што сите вие сте сведоци дека на истиот тој ден, 22 март, Увара до Влочани побаравте помош од противпожарна. Истата она која што беше вклучена за гаснење на пожарот во Пулс. Противпожарна која што го изводи предметот од олтарот кој што беше заштитен со пурпена. И тоа е доказ дека ние немаме дека вие немате сомнежи и немате докази дека Владо Павлов и тимот имале за цел ваквите предмети да ги продаваат. Тоа значи дека вие ги украдовте. Вие кои што требаше да ја чувате Македонија, вие кои што требаше да ги чувате доказите за Македонија, вие кои што јадете леб од овај испатен македонец, на кој што му е зимате и му наплаќате данок во крв, поголем и од времето на отоманите, вие кои што јадете леб од македонецот во Увара до Влочани и во Ојо Кочани, ги украдовте во интерес на албанската популација, македонци мои. И денес, вие потрчковците на албанската популација, кои што имаат за цел моје Кочани да биде албански град, поради делата и откритијата на Владо Павлов, и поради кој што ги вршите овие тортури пред Владо Павлов, поради тоа што овие предмети се пронајдени во неговиот дом, ќе не правите забегани, ќе не се изсмејувате, ќе не правите глупи и тупи нас македонците. Не, господа од Ојо Кочани, не, господа од Увара до Влочани и вашите слуги дојавувачите, од кои што едниот се нафатира до ден денес од албанската популација зима тендери, а другиот го манипулираат дека ќе има стан во Скопје и дуќан. Ама треба за да дојдат до сето тоа мостот да биде уништен, за да ја поминат реката, а мостот е Владо Павлов, македонци мои. Јавно ги повикувам премиерот Тино и министерот Тошковски
Явно я повикувам и Адора и градежните инвеститори. Явно ги повикувам и градежните фирми, градители на градежните инвеститори. Делта Кочани на Ванчо Деликатес и Алекс на Сашо Миялков. Дали позади сите овие грозоморни сценарија против Владо Павлов. На Атак е овај крунисан доказ и имотот мојата прадедовина, за кој што мојата фамилија, за кој што моите прадедовци продале се, а биле најбогати со прв млин во тогашна Југославија во 52 година, за да го купат ова место. И каде што мојата фамилија во 1911 година има загумено 9 члена мои дедовци, со 9 магарињи или мулки злато по 2 товара, меѓу кои и најмладиот, синот на Павле Дел Радев, Гоце Георги Делчев Радев, кој што имал само 14 години. Дали стравот е голем од организацијата на кој што припаѓа Владо Павлов, која што се уште не е мртва и за кој што работите на уништување на мојот ген, е причината за сето ова што го правите под капата на албанската популација која што владее со Македонија. Самите изиснете се. Ги повикувам сите оние кои што се градежни олигарси, дали токму поради сето ова е на Атак Владо Павлов, дали Владо Павлов ви докажа дека има нешто кое што Македонија треба да воскресне, а вие упорно се борите да го уништите, да го запечатите со изградба на стамбен комплекс, како тоа што денес повторно го праве еден граденик познат во Кочани и неговата фирма Делта, која што по закон најпрво од железничка пруга треба да бидеш оддалечен со градење на стамбен комплекс 14 метари, а ти си 3 метра до железничка пруга. Премиере Тино, каде е твојата битка против овие олигарси? Дојди во Кочани и види каде се гради зграда на 3 до 4 метра до железничка пруга, а ти се бориш Кочани да го правиш Велеград 2030 година. Ти се бориш железничката пруга наша од Кочани да биде активирана за Бугарија. И што е нормално, дека најмалку трошкови државата ќе има ако железничката пруга ја продужиме од Кочани до Благоевград. Бидејќи видовте до каде дојде планот на Тито Петковски преку Крива Паланка и како е возможно ако стои во план железничката пруга овде, некој олигарс на Кочани на 4 метра до железничка пруга да ви граде стамбен комплекс, премиере Тино, и тоа на 3 метра над подземен тунел во Кочани. Проверете си ги сите овие градежни фирми, проверете како општината му дозволила од 3 до 4 метра до железничка пруга ова олигарх Кочански да гради стамбени комплекси. Истиот до ден денес да прави што сака со мојот град, на сметка на уништувањето на македонизмот и воскреснувањето на југословенизмот преку неговата врска со некогашниот Благој Попов од Нивичани. Да, Тино, проверете каде се градени стамбени комплекси.
Проверете и како Ратко Сорос и вахабиста, оне кој што прв ја дава дозволата на Пулс, а денес се вади дека тој дал во увера довлечени да биде затворен објектот. Тој го дава одобрението, а потоа, кога не е градоначалник, се вади дека тој поднел да се затвори Пулс. Манипулатори! Проверете и како археолошки локалитет од големо значење на Македонија во Кочани се дава за изградба на парцели, демек не било од голема важност. Вашиот финансиер на ВМРО-ДПМН Ратко Сорос и вахабиста. Затоа Македонија не ја бива. И затоа 20. август ќе започне посилно да удара Божјата десница, каде што не случајно е изберен 23. август. Помнете и не заборавајте. И сам да сум пред Основен суд Кочани и Ојо, не се плашам, затоа што знам и ми докажа кој стоја позади мене и колку е силна Божјата десница со случувањето од 2 август 2025 година. И сам да бидам пред Ојо, не се плашам македонци, затоа што знам кој стои позади мене. А јас ве повикувам, ако сте македонци, и ако сакате Македонија, и ако верувате дека на Кочани треба најпрво да му се помогне, затоа што помагањето на Кочани значи помош на Македонија. Со вистината ќе се спасите и вие во другите градови, и вашите деца утре да не ви горат, како што гореа нашите дечиња од Кочани во Коледе 16 март 2025 година. Изборот е ваш. Дали ќе бидете на 23 август на предупредувачкиот протест пред Ојо Кочани или не? Јас знам зошто го правам ова. И уште еднаш ги повикувам градежните инвеститори и оние кои што градат за истите нив. Ја повикувам Адора, Делта и Алекс. Дали сите случувања и овај терор што се врши врз Владо Павлов е поради неговата прадедовина кај што живее во Кочани.